Изградбата на автопатот Прилеп-Битола оди со одлична динамика, дури и во овие пеколни услови за градежништвото. Бројките зборуваат дека се одвива според планот и во рамките на зацртаните рокови. Пелагонискиот регион, како долгогодишно слепо сообраќајно црево, полека но сигурно ја менува сликата. На последниот вчерашен состанок на оваа тема е заклучено дека веќе следната година ќе има уште позитивни вести во врска со изградбата на автопатот Прилеп-Битола како дел од коридорот 10, особено во делот на ставањето во функција на оваа делница. Порача денеска од Прилеп министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Крајниот рок останува непроменет, тоа е крајот на 2029 година, но првите километри комплетно завршен автопат, зборувам комплетно, значи во две насоки 3+3 ленти со изградени помошни патишта ги очекувам веќе следната година. Реализацијата на автопатот Прилеп-Битола во должина од 40 километри, потоа на обиколницата Битола-Меджиклија долга 19 километри, како и на 7-километарската обиколница Ресен-Охрид, но и на гасификацијата и изградбата на регионалната депонија во Новаци, се само дел од проектите на кои интензивно се работи во Пелагонискиот регион. Лани пак во јануари во функција беше ставена делницата Градско-Фариш во должина од 16,5 километри, а додека на почетокот од јули беше пуштена во употреба и делницата од Дреново до Фариш во должина од 10,2 километри како дел од експресниот пат Градско-Прилеп. Според пелагониските бизнисмени, ваквото современо сообраќајно поврзување на Пелагонија значително ќе придонесе не само за развојот на регионалната економија, туку и за намалување на иселувањето, а кое со години е рак рана на овие простори.